Здраво другари, здраво другарки. Ова денеска ќе снимаме видео со камера, така да ќе можеме да гледате мене како зборам, тоест најубаво да гледате што зборам, а не јас како зборам. А како и да е, да преминеме на работа. Да видиме, ајде прво ќе видиме со нашиот биткоин што се дешава. Баш викендот го следев, мислев дека ќе затвори негде над 75.000 за преминеме на погорно ниво, но не затвори, гледате, се уште има можност за пат до 200 average на 58.000, значи како ќе му испадне тука 58.200, така нешто ќе му испадне. 200 лимитот, нели, авериджот, така да имаме можност за пат. Мене ова не ми се свиѓа, мислам како и да ја гледате 69.000, он се качи едно време. Знам дека беше и 72.000, ама и се пак го спуштаат, изгледа има многу коцкари, ќе провериме тоа коцкарите, да видиме што се дешава со нив, али како и да е, ние сме бериш. Мислам апсолутно, ако гледаме вака според moving averages, ние сме бериш. Мислам апсолутно ако премине во под 200 average, сме тотално во некој мини bear market, барем според мене, така кажам, мини bear. Да видиме што се дешава на daily ниво. Тоест, да ги видиме уште индикаториве ваму, RSI и другиот RSI, значи вие се гледате, значи во препродана зона и ваму, ова е, што ви кажам, дечки, прилика за купување само на биткоин. Затоа што реално очекувам некој многу голем раст да има на самиот биткоин. Само да го видиме на daily што се дешава, па после ги видиме и другите коини што се случува. Гледате, тука како што имаше пад, вамо на 63, малце испод 63 паднаме, мислам секако гледате дека во еден ден кога се качи имаме прво пад, па потоа качување нагоре, што да кажам. Значи, сепак гледате, пак постојат левели кај што би можеле да паднеме. На ново, барем на daily ниво, се движиме во некоја граница, значи од ваму до ваму во некоја граница, ама ќе видиме дали тоа ќе се задржи. Затоа што според информациите што се дешава, зависно и до коцкарите, тоа ќе се случува понатака. Ајде да го видиме нашиот омилен коин. Нашиот омилен коин, гледате, испод сите moving averages, мислам ова е на hourly. Ќе видиме прво на hourly, гледате, некако сме во мал пад надоле. Значи, ако повлечам ја и ваму линија, само да земам рей линија, ако повлечеме, рей линијата, ќе видите дека се движиме како во некој тунел и тој тунел не носи у Бога. Ма ќе видиме тоа до кога ќе се дешава, затоа што тука преска беше 0.26, реално падна под оваа линија мислам дека не држи бајаги. И тука имаме секако пад. Вамо има, ако се вратиме, или на 6 февруари имаме најголем пад, па потоа имаме враќање на само и сега имаме, значи од вамо некако се спуштаме низ некој тунел. Ќе видиме што ќе се дешава на hourly. Мислам дека според информацији го се кладат сите многу нагоре, ако што гледам се кладат, ќе имаме пак некој пад, може да се спуштаме до 0.26, да преминуваме дури под 0.26. Ќе видиме што ќе се дешава. Тоа највише до коцкарите и до Wall Street што планира да прави. Само да си го сервирам чартот за да преминеме на daily. Тоа вас daily. Ајде, ова зашто добро се сервираше. Еве daily, само да го затварам на daily. На daily, гледате, тука, како што погледнав, една линија ваму, и испод линијата се наоѓа. Значи, ова е, да не кажам, пардон. Значи, ваму го имавме падот на 6, сега сме 10. Некако се вративме, ама ако гледаме според, значи, според
Fibonacci retracement, реално сме на граница Fibonacci retracement. Тој би требало да ни послужи како support, ама ќе видиме што ќе се деша, затоа што и претходно требаше да ја послужи како support, па гледате дока испопаѓа на 0.22.2, мислам дека му беше најниската цена. Дури се врати во bear маркетот. Ќе видиме, ова би требало да служи како некој support, ама не знам што кажам, значи реално ние треба да се враќаме над некои големи нивоа, значи како што гледав примерно на дели 0.32.8, над 0.32 треба да се враќаме и над 0.35. Тие се некои левели што би требало да се вратиме. Не знам која ќе биде, ама би требало. Така да ова може да ни послужи тука како сапорт, затоа што гледате, ние сме вратени, сега моментално ние ова сапорт ја ќе погледнам како цела линија, за да имам ваму. Ќе се вирам и ќе преминеме на weekly да видиме уште Cardano. Еве, ако смаливе Cardano на weekly, гледате оваа линија од ваму што ја повлеков претходно со ова, реално е тука им служи како support, тука имам уште една линија support, resistance, више не знам ни што се дешава, али реално можам да кажам дека добро е што не отидеме под 0.22, затоа што имаше можност да отиме на 0.19.2. Мислам, таков пат, тоа е страшно. Страшно, мислам, страшно ако гледаме од аспект као пат, иначе као buying opportunity ни е врвешти. Значи, боле купување од 0.19.2 не постои од 0.22.3. Мене последната сума на купување ми беше на 0.23, мислам дека така нешто. Купувам, значи ја не сум го погодил дното на 0.22.3. Ма никош не може да се погоди дно, не може да се погоди врв, така да не знам што кажам. Али исто на weekly гледате, значи ултра препродаден. Значи го земам да одзумирам која било ова. Во 2022 во bear маркетот бил ептен препродаден и сега исто така. Добро, ваму бил поише, ама како и да е, значи ваму сме ултра препродадени, ако се вратиме нели ваму, ќе видиме дека дури сега на RSI ние сме дури поише препродадени него ли во bear маркетот во 2022 година, што е многу позитивен знак. Многу позитивен знак. Исто така, ако зумирам, пак ќе кажам 0.19, тука негде 0.19.2 ни е левел што би можеле да паднеме нели доколку се пробијат сите овие, тоест сапорт или се одбие се. Дури не знам како да кажам више дали е сапорт, дали е резистанс, мислам дека не служи како сапорт, ако се пробие може да дојдеме до 0.19.2, тамо 0.19. Тоа е тотален партал, така да спремете кешот и да купувате. Да отидеме на Ethereum да видиме што прави нашиот Ethereum, нашиот трет омилен коин. Гледате, Ethereum реално имавме падот негде до 1700, 1800, мислам дека 1750 долари, потоа се вратиме и сега ова, ако гледате ваму, ние како резистанс, значи ова на weekly 2150 ни е огромен резистанс, се надевам дека во нареден период ќе го пробиеме. Само да видиме на daily што се деша. Само заборав да кажам. Значи ние треба да се вратиме во оваа тријална формација, ваму што е формирана и треба да се вратиме едноставно во нејзе. Ако гледаме според MACD сме ептен препродадени, според RSI сме исто препродадени, така се очекува боунсање на самата цена на Ethereum. Само да го видиме сега на daily. Ајде да видиме на daily што се дешава. Гледате, на daily сапорт ни е 1780, гледате, ние сме направиле као фейкаут подоли од 1750, потоа сме се вратили, значи на daily, реално сапортот ни е на 1785. Гледате, он мислам дека скокна до 2200, потоа сега се враќа надоле, ама мислам дека ќе ја објаснам подоцна информациите зашто тоа се дешава. Али ова ни е резистанс левел, значи како што кажам, на 2150, така нешто, 2140, како ќе испадне. Така 2150, 2140 ни е
резистанс левелот. Така да тоа ќе очекаме него. Ајде сега видиме ликвидациите, што се дешава со ликвидациите. Не знам зашто секогаш ликвидациите линијата не ми ги отвара. Не знам што е со сајтов, најверојатно ми е до браузерот. Тоа е кој имате 1200 табови, тоа ќе почне да зафркава целиот браузер. Не знам зашто не би ги отварали. Знам дека имаше прилично големи ликвидации. Само да видам. Ако ги отвори, ево, почна ги отвара. Добро. Ќе обиде дечки, брз е компјутерот, ама во bull market ќе земе побрз компјутерот, значи со 32 гига RAM, толку му е душата на компјутерот. Не знам зашто не ќе да ги отвори, ама многу добро ќе беше да ги видиме ликвидациите. Ама ќе се вратиме подоцна на ликвидациите, само да разгледаме некои други метрики. Баш ова што се дешава моментално на маркетот со златото. Значи ме интересира. Гледате со златото, ако можеме да предметиме, јас како што ги обележав, нели, дека од 90 до 120 дена би требало да добиеме пумпање на биткоин, од кој ќе се напумпа, нели, златото и среброто. Златото и среброто, зашто не го покажува? Мене не ми е јасно. Само да го исклучам биткоин, да го исклучам среброто. Значи, која сума сме на злато, значи околу 5000. Ова, ја како што кажав, би требало да биде граница баш на 5000. Мислам, како некоја психичка бариера. Гледате, биткоинот е моментално во пад. И ако гледаме среброто е на околу $100 се движи среброто. Мислам, како и дова, ја мислам дека ова ќе продолжи да се качува, значи сребро и злато, ќе видиме понатаму. Мислам дека продолжи, али како и да е, биткоинот ќе мора да отскокнува и да ги стига и среброто и златото. Со качување него, значи ја не очекувам сигурно да биде биткоинот се покачи 20, 30, 50%, очекувам да се покачи од оваа цена минимум пута 2, може и повише. Ќе видиме што ќе се случува, има такви метрики за гледање на биткоин цените. Баш ќе направам едно видео да видите јас кои метрики ги употребувам за да одредам прилика биткоин која цена би била, нели, максимумот. Така да тоа во наредни видеа ќе го направиме. Сега пуште само да се вратиме ваму да видам дали ни пушти ликвидациите. Не ќе нешто. Не знам зашто не ќе. Малце чудно. Ама сега баш да покажам за самите ликвидации. Дека уствари последните 3 дена, ќе видам на телефон само да видам. Да отворам на телефон ликвидациите. Затоа што вамо написи нешто не ќе дотвори. Зашто вам правам? Знам дека последните 3 дена по ликвидации имавме, да, еве, на 8 февруари имавме 223 милиона, на 7 239 милиона, потоа на 9 137 и више лонгови почна да се ликвидираат и денеска мислам дека на 10 еве, на 10 121 милион ликвидираат лонгови, што значи ние имаме long squeeze, тоест надоле. Отера маркетот, затоа и надоле отиде. Мислам дека ги отвори. Еве, ги отвори. Значи, гледате, прво тука на 5 имаше лонгови премногу, потоа уште продолжија паѓа цената, ама тогаш и шортови, знам дека одеше надоле целава цена, и потоа шортови почна да ги кидат, сега пак лонгови. Значи, народов очигледно мисли дека со тредање и со кладење на пута 10, пута 25, на пута 50, или со леверидж, дека ќе направи пари 1 тон. Епа не се прават пари, затоа и криптото нема расте и тоа е, тие ќе губат пари, Wall Street ќе си лапа у джепче. Бам, чао пријатно. Сега се набрах за мисто, сакам некои други чартови да ги погледаме. Само да ги најдем кај ми се чартовите. Ево, да, Полис DAO, само да го видиме исто. Тоа што имаше Полис DAO барање, баш барат дечки
да видиме што се дешава со Полисдао. Полисдао кога видиме, значи според moving averages, особено на weekly, ние сме моментално ултра bearish на Полисдао, но јас гледам некој сапорт. Ако гледаме нели по техничка анализа, само што како што видовме последно време техничка анализа тешка работа. Да се прави не од ваму, мислам дека ќе направиме од ваму негде. Еве, бак. Од прилика негде ваму, така би требало да биде. Да, значи ево гледаме. Која му е линијата на 0,011, ние сме 0,017. Такво нешто и ние добиваме некоја триаголна формација на Полисдао, значи ако видиме. Триаголна формација, ние сме долна триаголната формација. Би требало од оваа формација да се излезе и да се продолжи цената нагоре. Сега понатака како ќе биде, ако гледаме од тука, значи некој резистанс левел би бил само да видим 0,3655, добро, тоа е голем левел. Ваму апсолутно на 0,24 ќе имаме. Ваму исто така негде би требало да имаме околу 0,1, сигурно имаме на 0,1. И само да видам некои други рези, некои левели 0,037 негде, 0,036. Така нешто ќе испадне. Значи со сега само што ја не можам да ги се вирам, се наоѓам на другиот чарт. Требаше да се направам нов чарт за Полисдао. Сега тоа е. Значи, вака од прилика негде некако би изгледало. Знам дека е ултра bearish, знам дека луѓе купувале на 0,2, на 0,1, и јас сум купувал на тие цени, сега го земав и подоле. Мислам, ова е ултра bearish. Мислам за Полисдао, али ќе ви покажам и една друга работа, ќе успоредиме после со X-Infinity, да видите што се дешавало и со X-Infinity. Ќе направим мала споредба со него. Бас сакам да го отворам сега X-Infinity, затоа што, гледате, он која почнал во 2020, 2021 имал некој мини bull market и тоа гледате, отишол, како им испадне од 0,50, отишол на 11, така некој, дори повише, 11,3. Потоа го гледате, од 11,3 имаме пад на 1, значи 1,80. Колку е тоа пад? Тоа е, да не кажам, малтене пута 8 таму, пута 7. Па исто и Полисдао има паднато, ако успоредиме. Значи, од цена, знам дека негде имаш настигнато, ево, гледате, 0,90, не, ова е премногу отидов, 2024. Ева зема тука, од 0,36 има отидено на 0,17. Значи 12 пати има паднато, добро, повеќе има паднато, но како и да е. Поентата што ми беше, значи поентата ми беше дека понатака од 1,80, 1,70, X-Infinity, гледате до каде доаѓа. Само да го смалам, да отидам нагоре, гледате што се дешава. Гледате, значи cool. Како си каже таа неголема, Бурдж Калифа. Значи Бурдж Калифа прави. Гледате, $166, значи тоа е одење пута, кој има спомнал, од $10,5, пута 100 на цена, пута 120. Пута 120. Па сега да земам да израчунам со цената Полисдаото, 120 пута 0,017, тоа е на $2 од овој Полисдао. Па малце ли? Кој скокнал од оваа цена, колку што скокнал X-Infinity. Ова е лудница. А како прво ја одредувам таа цена? Че гледат, овој колку скокнал кој бил надоле и колку би скокнал Полисдао од моментална цена. Че тоа е се $2. Се замислете вие пута 120. Тоа значи да ставиш, значи 100 евра, да земеш 12.000 евра. И
12.000 евро стоја цак од джепче. Ама како и да, јас сум казал, значи полис дао не се става сега пример, вие имате 1000 евра, ќе ставам 1000 евро полис дао. Не. Ќе си ставиш 200 евро полис дао, 80% ќе си ставиш биткоин, етериум и кардано. Тие коини ќе ти извадат. Овој коин е, значи ризичен коин, затоа и може така да експлодира. Ја не кажам дека сигурно ќе експлодира, ама по тоа што го гледам и што прават луѓе и девелопери што прават, би требало да експлодира. Значи ќе видим што ќе се дешава. Али според метриките мои, според ја тоа што го гледам, би требало да експлодира. Axie Infinity не го следам тој многу коин, ама правам споредба со полис дао. Значи според техничка анализа, според некои метрики, правам значи што би се дешавало. И сега вика некој, вика пад на пагото изгубен пари. Друга, значи имаш, ќе си пишеш на Google полис локер, значи го знаеш да користиш таму Phantom, Solflare, Molfer Wallet. Ако не знаете, ќе има видео кај мене, побарете таму YouTube каналот, ќе најдете видео кај го користите Phantom Wallet. Ако нема видео, пишете му коментар, ќе направи за тоа видео. Ќе си најдете тука govern.staratlas.com lockers, значи ќе си го отворите ова, локерсите, гледате govern.staratlas.com/lockers. Ќе си го заклучите полисот, ќе си лапате провизија од полисот, кога ќе се крене полисот, ќе си го продаете со провизија плюс пари ќе направите. Место 12.000 евра на 100 евра, ќе направите 15.000 евра на 100 евра. Тоа што мислам дека голем реturn имаше, не знам колку имаше точно return на полис дао. Полис локер return percentage. Ајде баш да видим. Одма тоа Gemini се пушта. Ајде, колку пишуваш ова? Ова не ги пишуј. Полис локер, полис сердо. Не знам колку пишува, ама знам дека прилично голем процент, значи е подолг период, поголем процент, така да, одлично ќе си го заклучиш таму другар, така, си взимаш провизичка, нема гледав цената, не се нервираш, која ќе се покачи сигурно ќе ти известам дека се покачила цената. За уште повеќе не се нервираш, ќе си ставиш у Cardano, ќе си ставиш у Ethereum, ќе си ставиш у Bitcoin, знаеш дека ќе си вратиш парите, ова кој ќе ти дојде ќе биде плюс. И одлично, значи јас сега што сум го зборав со ризични коини, значи се става одреден мал процент во тој коин. И тоа ја што кажав 1000 евра на 20% ставиш, многу дури би кажал 10% ќе ставиш у полис дао. Еве, јас исто копам према Атлас, тоа е нели другиот коин, од стар Атлас играта, и сега моментално мрежата е нешто падната, и баш гледам Solana Uptime, Operational, денеска е сигурно no downtime recorded, па не може рекорд да направат на solana.com се наоѓа. Нормално дека не може да направат рекорд. Баш на Gemini му пишав да ми најде колку failed transactions има. Значи околу, како ги ми спомнува, 20% failed transactions. Катастрофа. Еве тука. Пред 2 минути 97% success rate. Па да, очигледно изгледа конекцијата endpoint-от што го користат за конекција до Solana на Star Atlas им е партал, очигледно тој највише падна, затоа што не може трансакција да ми помине. Па тоа е Solana. Не за џабе ја викам Solana, ама што прави. Исто нешто гледам, transaction count, тука по гледате на 2 февруари, 2,1 билиона, седе да мирди. Ова на неделно ден, или како е ова? Weekly. За weekly 2,1 билион. Па нова 2,1 билион е 1 билион. Вакво се фелнат. Ај, катастрофа не е. Сега вишто направа друга математика со Star Atlas и со Axie Infinity. Со Axie Infinity, ако гледаме, пример, значи ви израчунав сега, прилика ако би отишло пута 120, колку што отишло во минатиот или bull market, Axie Infinity. Сега ќе видиме исто друга една метрика. Значи, кога ја отидеме all, кој ќе видиме, нели, цената му била тука $154, еве да земем, 154, маркет капот му бил, значи,
9,34 милиарди. Еве, сега направиме математиката. Еве, Дигитрон. 9. Да, видите што пишу. 9 милиарди 340 милиони поделено со 154, значи 60 милиони тогаш му бил маркет кепот. Нели сега е 168 circulating supply, маркет кеп, ако му го видиме 260 милиони. Ете, тогаш му било 60. Добро, 60, нека 160 милиони. Еве сега да видиме Star Atlas. Star Atlas, значи моментално има circulating supply, му е 330 милиони. Добро, 330 милиони треба да поделиме со 6,6 милиони. Значи 330 милиони поделено со, како кажав, 6,6 милиони. Да. Сега, како и да е негде пута петиплус па е 6, не, 60,6, да, 60,6. Поделено со 60,6 милиони. Негде, гледате, 5,44 испадне. На 5,44. Ако испадне, нели, помал му е за 5,5 пати, му бил помал маркет кеп од X Infinity, кој имало врв, во споредба со сега со 330 милиони. Е сега ако израчунаме, значи, X Infinity, коинот му бил $154. $154 поделено со 5,44. 154 поделено со 5,44. $28. Значи, на овој маркет кеп може да достигне Star Atlas. Да. Според друга метрика, $2. $28. Сега тоа кој ќе го постигне, што ви кажам, ако го постигне за месец дена, да земам свој полиздава да префрлам. Тоа не се знае. Али, тоа е некој мој очекување од 2 до $28. Реални некој мој очекување, што би требало да порасне. Сега може некој ќе каже, вика тоа пута 120, па да, ама видовте. Пута 120 пута 130 X Infinity отишли. И тоа зборува за мал период за да достигне врвот. Зашо не може да постигне? Ќе видиме што ќе направат, они кастват со проекти, па гледате, префрлат, па прават сега. Па нова мрежа ќе вадат, па зинк, па инк даваат. Милион работи ќе прават. А мислам дека се мал тим. Ќе видиме што ќе биде. Ќе видиме за тоа и се стават 10% пари, не се става 100%. Па после се молиме, па паднал коинот, па ќе плачеме, ќе се бесиме. Значи, така се прави. Значи, тоа е со X Infinity и со Star Atlas. Некој исто праша, вика, XRP на колку го очекуваш? XRP на колку го очекувам, ако видиме според него, значи гледате тука, circulating supply, 60 милиарди, market cap, моментален 86 милиарди. Мислам дека максимум на него му беше околу $2,5-3, мислам дека таа нешто беше. Зашо не го отварува? За да видим XRP. Мислам дека беше околу $3. На $3, ја мислам дека би требало да достигне околу пола трилион. Значи маркет кеп, значи 500 милиарди да достигне. Мислам прилично голем маркет кеп, ама тогаш Ethereum би требало да биде над 1 трилион. Че реално според Ethereum, ако споредам, ќе видиме како ќе биде. Како и да е нешто, не го отвара чартот, гледате, куда нешто, па е сајтот, не знам што е работа. Че го видиме ние, ајде да на телефон дали ќе ме отвори самаца. Самаца на телефон. XRP, вамо loading data. Значи, самаца уѓубе. All, значи, on на all бил негде околу, како ќе му испадне, значи, на предходен market cap, предходно бил околу $2, да. Не, како ќе му испадне? $3. $3 кој бил на предходно,
Сега ако отиде на 6, значи market cap-от ќе му биде, гледате, circulating supply на 6, 360 милиарди. Значи, околу 360 би можел. Не би очекувал да биде на пола милиарда, мислам, ја очекував со total supply, да, ќе биде на пола милиарда total supply, но circulating supply ќе биде на 360 милиарди, што мислам дека би можело да се деси, значи околу 5-6 долари. Така, барем тоа е мој очекување, значи, не го сваќате дека здраво за готово и Славчо кажа 6 долари ќе иде, 6 долари ќе продаваме. Тоа вие ќе се одлучите кој ги продавате. И ме најака метрика ми е да се споредам со биткоин, како ќе отиде, што ќе отиде, видам некои други метрики и да видам која да вадам. Значи нормално сакам профит извадам. Мислам, ја немам XRP, значи ова го кажам за тие што имаат XRP. Значи треба да се следи кој, затоа што сега дојде 3,2, реално мислам дека може да иде до кај 5. Реално некој моје размислување би можел да иде до кај 5. Затоа што и на 5 300 милиарди е многу маркет кеп, мислам, за XRP. Сега не ви кажа, банки го употребувале, ово го употребувале, значи ова банкарски коин централизиран тотално, значи ова не е ни блокчейн. Еднаш го објаснав во моите претходни видео дека ова не е блокчейн, XRP е катастрофа, еден валидатор има таму и толку за XRP. Што да кажам сега и друго? Да, ова беше добро. Значи гледате, сега најнови вести. Will there be a shutdown again? Готово, ќе затвараат. Will there be another partial government shutdown? Значи сега пак ќе затвараат, па нема пари, па не знам што. Кај пишуваше само if no legislation is approved, partial government shutdown will begin. Лудница. Мислам дека нешто беше со US Immigration и со ICE не им давале ли Testify, само да прочитам. Who works? ICE Commission. Само да видим. Значи во петок го очекува, да. Мислам во петок. Да, до петок ако не изгласат, нели, да го подигнат буџетот на владата, толку крај. Чао, пријатно. Пак ќе затвараат. Значи, они оваа година само 2 пати ќе затварат владата, па може до крај на годината 20 пати ќе затвори. Ќе затвараме, ќе отвараме. Значи, ова како трафика да има. Што ви кажал Ботомиро, поздрав до Ботомиро. Што ви кажал, вика, ова како трафика. Вика, отвори, затвори. Парта. Не знам што да кажам. Ended last partial government shutdown. Значи, ова ужаси си играат како сакаат. Трамп, исто Трамп кажал, сакам lower borrowing cost, не знам што, кад ќе правиме, нели за следниот месец, таму март кога се чека. Не знам кога точно беше, март они ќе чекале, ќе правеле, кад ќе правеле, не знам што ќе правеле. Лудница ќе било. Ќе видиме дали ќе биде лудница и овој мислам дека нема намалува. Вакво иако инфлацијата им е паднала под 1%, нели со оној inflation, али не знам што ќе се дешава со тоа да бидам реален. Значи катастрофа. И Трамп што кажува, сега нели кој ќе сменам со новиот, гледате, Трамп on slower mortgage rates, his Fed pick may push the other way. Он си има договорено дека има надоле симно и тоа е тоа. И некој ќе каже, тоа вика, his Fed pick may push the other way. Кој некој весник да Washington Post, демократски. His long criticized the Fed, 6,6, не знам што. Он е договорено, имаше таму негде, не знам кај прочитам, дека он кој е дошол, минимум 1 point ќе го спуштат, нормално ќе го спушти кој да ставате председател на Америка да стават, по него ќе играш нормално. Ово исто го видов вчера, многу се радува, леле, готово инжекшн прави федерални резерви, прво 8,3 милиарди инжекшн, тоа не е ништо. Значи, ја долго на Америка треба инжекшн едно 8 трилиони, а не 8 милиарди. Ова 8 милиарди е нула.
плюс ово 8 милиарди само го даваат еднодневно, мислам дека беше, не можам да најдам кај го ставија еднодневно, значи short term, значи ако на банки, ако на некои институции им дужат пари, овие им даваат, утреден овие им враќаат, па кредит им одобруваат. Знам што ви кажам, значи од шупло празно преврастување. Шупливо празно. Ама вчера, леле, готово ликвидиту маркетот. Кој ликвидиту маркетот? Значи ние се уште чекаме ликвидиту маркетот да почне. Федерални резерви треба да купуваат оние долгорочни обврзници трилиони, а не 8 милиарди, 5 милиарди, 3 милиарди. Тоа ако ја да кажам сега, сум вратил прво на кредит од 100.000 евра, сум вратил 5 денара. И готово Славчо го враќа кредитот. Кој кредит бе? И овие исто со долгот, значи у трилиони треба постанат притат пари. Ова не е ништо. Не е ништо. Е сега лошо вика, ќе него ги каже, вика притат пари, па притат пари друго. Така ќе расте маркетот, ама вика цените ќе расте, па ќе расте. За тоа треба да знаеш што да уложиш пари, да ги дуплираш, да ги тродуплираш, дека ќе ти ги изеде инфлацијата. Особено мислам дека следниот пат, значи што ќе се дешава, значи после 3-4 години, ова ќе биде партал. Моје очекување е ненормална работа би на цените. И после вика да не уложу. Со среќа на тие што не уложуваат. Тоа е другари, тоа е за денес видеото, така да се слушаме